Добре ни дојдовте. Ние сме во Националната установа библиотека Григор Павличев. Јас сум директор од нова институција, магистер Милчо Јовановски, магистер по медиуми и комуникации, истовременно и со завршен факултет филолог по македонски јазик и книжевност. И се надевам дека добро ќе се чувствувате, затоа што библиотеката е храм на книгата и храм на знаењето и храм на луѓето кои ја сакаат токму книгата. Ние сме на вистински пат да можеме да ја популаризираме библиотеката. Тоа е првиот чекор, а вториот или третиот ќе бидат уште повеќе да ги привлечеме сите тие луѓе. А како? Со различни настани. Затоа што настаните мораме да ги правиме за различни генерации и сите да почувствуваат дека библиотеката е нивни дом. И токму тоа ни е и целта. Точно, добивме нови простории, во неја имаме читална каде што може да се застане за членетите да си седнат да учат или да читаат. Имаме богатство на нови белетристика, како што реков, но и на многу стручна литература. И морам да речам дека за среќа многу наши охриѓани кои веќе не можат да знаат што да прават со книгите во сопствените домови, ни се обраќаат да ги подарат на библиотеката, па имавме таква една донаторска средба по 23 април во смисла кога ние им возвративме со благодарници на дел од оние кои што донирале во библиотеката. Не е случајно големиот Блаже Коневски, една најмаркантна фигура во нашата македонска јазична историја, би рекол јазикот е нашата татковина. Токму ние сме во нашата татковина, го зборуваме нашиот македонски, го пишуваме нашиот македонски јазик, кој знаеме дека од јужнословенската група на јазици. Од 2019 година владата всушност го постанови 5 мај како ден на азбуката, на македонската азбука и на македонскиот јазик, всушност навраќајќи се тогаш на 45-та, кога всушност на тој начин со посебна одлука тогашната Македонија во рамките на тогашната Народна република или ФНР Југославија го востановила својот јазик за мајчин токму на оваа територија македонски. Би го нарекол повеќе како перформанс, ке бидат активисти или членови на културолошката иницијатива 5 до 12, кои ќе читаат сопствена, но и поезија од македонски автори. Потоа имаме настап на пејачката група и оркестарот на Гердан од Бисери, ансамблот од Охрид, кој всушност ќе биде налик помалку на она што ние како носталгија од бушавата азбука на Горан Стефановски и Слободан Унковски и ќе ја опишат на еден начин нашата традиција и ќе ја опеат азбуката. Истовремено ќе планираме да емитуваме еден аудио запис со Људмил Спасов, тој е председател всушност на Советот за македонски јазик, од каде што потекна иницијативата токму овој ден да биде прогласен за празник, работен на нашиот јазик. Тој е професор на филолошкиот факултет, кој зборува за Коневски, точно од неговото раѓање до се неговата смрт, затоа што имал таква ретка привилегија да расте во соседството на Коневски и подоцна да биде и негов асистент, и негов колега, и се разбира негов пријател до крај, додека физички Коневски не напушти. Мислам дека ќе биде интересно и дека тоа ќе биде уште еден поттик за нас, како институција, да внимаваме на тие празнични датуми од нашата историја, затоа што нели се вели, ако немате убави нешта или ако не ги славите јубилеите и годишнините и не ги одбележувате настаните, тогаш не можете да гледате и да имате некоја иднина, затоа што иднината се потпира на минатото. Оно што сакам да го споделам со вас како Охрид Њуз и да кажам
што може и помалку и ми тежи и сакаме да го решиме како нешто што е неаминовно, тоа е дека моја заложба е во најскоро време нашата национална установа библиотека, делот каде што е по заимувањето, значи таа соседна зграда во местото каде што до неодамна беше и фестивалот Охридско лето, да има пристапна рампа за лица со попреченост, затоа што тој е најголемиот проблем. Жално е кога ќе се видат наши сограѓани или туристи кои дошле на одмора, има таков проблем, да ги искачат скалите, да не можат да влезат во храмот на книгата и да чекаат некој друг. Многу е тоа тешко да им понуди, да им каже 2-3 книги, одберете сега кои ги сакате за читање. Постојат многу идеи, ќе треба може многу повеќе простор да говориме на оваа тема, но реков дека моја желба и желба на целиот наш тим од 18 луѓе е библиотеката да биде отворена и сите да излеземе од својата комфортна зона, значи од оние секојдневни активности и работни задачи, туку секој од нас да си најде нешто креативно и да помогне библиотеката да си го најде вистинското место под сонцето, онако како што заслужува во едно општество како нашето.